Откако е формирана платата за новиот месец, ако не имаме никакви промени, може веднаш да ја пуштиме, рефреш и да пуштиме XML, или да, ако имаме промени, треба да ги спроведеме промените. Вака сега, например, ќе избришеме Марија. Сега, овде имаме Тони Стојановски. Има ефективна работа цел месец. Ќе додадеме Марија. Марија Попиванова. Ќе кликнеме овде +1. Согласно со дека е со скратено работно време, автоматски смета 42 часа. Ако вработената е ново примена, место редовен работен однос, ќе ставиме датум на почеток на вработување. И автоматски е 41 време поминато во работен однос со неполно работно време. Останува да ставиме кога е вработена. Вработена е на 5. Од 5 до 31 автоматски смета 27 дена или 38 часа. Со рефреш се пресметува платата за тие часови. И тие бодови што и се доделени. Ако видиме графот, изгледа вака. Сега, ако имаме некои додатоци, например, имаме ноќна работа или работа во државен празник. Тони или Марија работи во државен празник. Тоа се од ефективна работа, ќе кликнеме овде +1. Редовен работен однос, редовни работни часови, овде најчесто ќе имаме активности и ќе и биде тоа работа во државен празник. Ќе ставиме колку часа работела. Значи нема потреба да одиме со денови од тој до тој ден, од тој до тој ден, меѓутоа доволно е само да ставиме часови. Например, има 2 дена 16 часа. Програмот ќе си пресмета за тие 16 часа колку е математиката. Со рефреш или еден рефреш за неја или збирно за сите, програмот си ги прави сите рекалкулации. И сега за Марија има редовна работа, минат труд. Минатиот труд може да биде, ако е штиктирано и на прековременото, односно работа во државен празник. Значи во табели, ако минатиот труд, сега ќе кликнеме овде, ќе штиклирам. Гледате го минатиот труд, сега е на 1081. Сега ако кликнам рефреш, веднаш се коригира. Ако го штиклирам, веќе во државен празник, работа во државен празник, не минато, само момент. Не овде, тако работа во државен празник, тоа е 007. Овде. Значи, ова работа во државен празник сега ја влегува во минатиот труд и ова е 6828. Ако ги отштиктираме и со рефреш, веќе не влегуват. Значи, сами си бираме што сакаме да не влегува во минат труд. И ова се прави еднаш генерално и нема потреба понатаму да го менувате. Значи, пресметката се состои од ефективна работа, додатоци, надоместна плата, боледување. Сега ќе измислиме едно боледување, например, примена е на 5, на 20 има некоја повреда, значи до 20 до 19 работи, по надоместна плата, овде ќе ставиме +1, од до 19, значи од 20 до крајот на месецот е на боледување 80%. Со рефреш се прави новата пресметка. Значи овие 2914, односно овие бруто 3642 се додават на претходните и тој е во вкупната пресметка. Значи овде може да прегледи да видиме.
односно овде не овде бруто пресметката, во исплатната листа ќе видиме како е пресметката од работа и пресметка од боледување. Имаме тука бруто основица и бруто пресметано. И овие кои ќе се зберат акумулативи, добиваме бруто износ од 16.991. 16.991 бруто пресметано, испаѓан за исплата 11.242. Значи, едноставно овде си ги дополнуваме работите со ова плюс 7. Ако нешто сме сгрешиле, можеме едноставно тоа да го избришеме. Ова ќе го избришем, Ctrl Delete. Кога имаме повеќе вработени и кога имаме списоци на, например, ноќни работи. Да не одиме кај секој да ги бараме по списокот секој вработен, можеме овде кај додатоци да бираме овде. Ќе кликнеме овде на стрелката и, например, ноќна работа. Ако ја најдам. Ноќна работа, еве ноќна работа. Ноќната работа, ако погледам табелите, се плаќа 35% и влегува во стажот. Значи се враќам кај додатоците. Сега овде може да си правам список на вработените. Или ќе ги, ако ги знам по шифра, или може да ги пребарувам. И сега, например, Тони Стојановски, едноставно му ставам часови. Може да ставам денови, и тоа нема потреба. Часови, например, ако бил стража сите часови му се ноќни, може да ставам 168. Или ако бил пола, 168, програмот ќе си пресмета допълно уште толку пари. Или ако бил ноќна 48 часа, ќе си пресмета толку пари. Другата вработена, ако исто им била 48, тоа се други пари. Со рефреш, горната табела практично се однесува и за долу. Еве 003, еве 003. Значи за Марија, со сите овие промени, ќе има толку бруто. Веќе исплатната листа ќе изгледа вака. Значи горе е делот за пресметката, за одредовата работа, долу е од надоместокот од боледување. И долу е и графикот. Практично, целата работа се сведува на највеќе ќе имате овде активности. Во соба плюс 1 и од овде пирање на ситуацијата. Дали е ноќна работа или е нешто друго. Или редовност. Зависи како е изборот. И овој рефреш. И со тоа си ја комплетирате платата. И цело време треба да следите дали овде имате некој жолт ред. Например, овде се кај Марија, ако случајно, еве ќе кликнам плюс 1, или еве нешто ќе ставам некој преклопување, например, од 1 до 31, сум кликнам без врска нешто и сега рефреш, има овде 58 работни дена. Ако одам кај графот, гледам како имам повеќе нивоа, што не е дозволено. Значи, ако имам повеќе нивоа, еве го редот, каков е, жолт, значи нешто има овде. Значи, имам повеќе часови и повеќе денови. И ја разделувам. Значи, овде, практично, овој редовен работен однос е нешто што треба да го отклониме. Го бараме овде и гледаме дека тоа е тој ред што ни прави проблем. И ќе го избришеме. Ctrl Delete. Рефреш. И се нормализира ситуацијата. Значи, ова ни е репер дали имаме преклупување на деновите. Подобро овде да си ги средиме работите, него мопинот да не врати, односно iPad да не врати и ќе биде посложено наоѓањето на проблемот.
Кога ќе одиме кај додатците, ако кликнам овде, за секој доби имам колку имам применети. Еве, редовна работа 2, редовност 1 сум награден, ноќна работа имаме 1. Значи уште овде имаме преглед кај имаме нешто. Додаток на работата. И сите овие работи се однесуваат на бруто пресметка. Добивме вредности за истата како што добивме и сега, ако сакам да размислуваме нето. Например, Тони има 44.793 по пресметка. Марија има 12.000. Ако имаме ние предходно некој став, колку ни се нето платите. И можеме овде ке вработените, во дополнителни колони десно, да ставиме нето договорена плата, овде. Например, овде сакаме 50.000 да зема овде вработен. Ако кликнем овде договорена плата, и ако кликнам преземи договорена плата, ќе ги преземе во колоната договорено нето податците од што ги имаме внесено кај вработените. Или овде може да ставиме директно рачно. Овде сакаме 55.000. А Марија сакаме место 12 да земем 15. 15 нето. Значи овде ги рисуваме овие вредности и има смисла овие вредности да се поголеми од предходно пресметаните. Затоа што програмот работи од бруто кон нето. И од бруто кон нето имаме пресметана нето плата. Можем само да додаваме, не може да одземаме. Ако одземаме, тоа ќе биде само на нето пресметаното како одбиток, но целосно платени придонеси. Значи, имаме договорена нето плата 55.000, од предходна 44 сакаме да му дајаме 55.000. Како да му дајаме 55, а пресметане 44? Ставаме овде 55.000, кликнуваме овде договорена нето и овде кликнуваме на калкулирај. Ке му треба на програмот малку повеќе време, ке мене побрзо, бидејќи локално работи, ке вас преку мрежа, преку интернет. И програмот ќе направи пресметка, ќе додаде овде код 099. Код 099 значи бонус плата. И ќе му пресмета дека треба да му даде 15.751. Со тие 15.751 тој веќе зема 55.000. Значи веќе брутото станува 83, на кое одговара 55. Практично сме се снашли како да му исплатиме нето плата колку што сакаме. Исто и Марија си ја добива таа плата што сакаме да добие. Ако ова ја коригираме на 50.000, многу му е, а за Марија ќе отставиме ова 0. И ако кликнем сега калкулирај, програмот ќе направи рекалкулација. Овде останува 50.000 се добиват, а овде не коригира, меѓутоа можеме рачно да го тргнеме ова 99, додатокот, Ctrl Delete, Refresh и платата ќе ги падне како претходната. Значи, доаѓаме до нето пресметка, можеме и за бруто да размислуваме и тоа не верувам, еден после дали некој ќе сака да има договорена бруто плата. Значи, борбата е да добиеме сакана нето плата, посакувана нето плата. И тоа е со кодот 099 бонус. Графот се останува исти, бидејќи бонусите, овие се гледате како се зелени, овие не чувствуваат, не влегуваат во часовите. Овде 0.50 нема да пројде, треба да биде 0.47. Значи тоа е веќе нешто што можем да го или рачно да го ставиме, или програмски натаму. Исплатата листа е вакво. Малку е подолго, меѓутоа нека зимат луѓето пари. Значи тоа е додатокот. Одбитоците се идентични како
во МПИ-нот. Така да ќе си го видите видеото за одбитоци. Ако ставиме 5000 овде, одбитоци, плюс 1, например некој одбиток аванс, за тони, ставиме 5000 од претходно, и сега само кликнам овде рефреш, и ќе се одбијат од 50.000 пресметани, 5.000 одбиток, 45 за исплат. Исплатот листа за тони е вако. Значи, тој има пресметано 50.000, одбиток 5.000 и долу има по кој основ се одбитоците. Можеме да активираме и одбитоци на рати и ќе се доби информација за состојбата на отплатата кај извршител или по извршено решение или кај некој кредит. Со тоа би било се за како да правите пресметки. Брзо ќе се навикнете, повеќе кликнување лево-десно. Кога ќе комплетирате пресметката, убаво е да кликнете овде рефреш, дали се сите колони жолти, дали нема некоја жолта и да си го погледате рекапитуларот, дали ви е окей. И кои се типови додатци. Останува поднесување на XML файлот во UEP, тоа ќе го видиме во следните видеа.